Гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Маријан Ников. Добро утро, вести во ОСУ. Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент го усвои извештајот на Томас Вајц и покрај обидите на Бугарија да ја наметне придавката модерен пред термините за македонски јазик и македонскиот идентитет. Извештајот за напредокот на Македонија за 2023-2024 година доби зелено светло од Комитетот за надворешни работи на Европскиот парламент. По бугарските обструкции обидите за додавање придавки пред македонскиот јазик и идентитет, мнозинството со 40 гласа за, 19 против и 10 воздржани го прифати предлог извештајот. По усвојувањето на документот, австрискиот европратеник и известувач за Македонија Томас Вајц изрази задоволство бидејќи е изгласан со широко политичко мнозинство. Порача дека Македонија е дел од Европската унија и дека по 20 години преговори потребно е унапредување на процесот на проширување. Во изјава за 360 степени Вајц вели дека и покрај гласањето на извештајот за Македонија останува врската за спроведувањето на реформи и уставните измени. Well, negotiations were difficult and lengthy. We had to postpone once, but at the end of the day, this is a very clear majority, and I think that speaks for itself. I think it shows a clear will and a clear support by the European Parliament for the accession process, but it's a merit-based process, so reforms are needed. A constitutional change is needed. It might not be the last one. All our countries needed to do some constitutional changes to be able to join the European Union, the common market, the common legislation of the acquis communautaire. This is a very normal process, and yes, North Macedonia needs to do the next steps, so do the constitutional amendment so we can finally start actual negotiations. Европратеникот Галер од СДУ предложи амандман пред одредницата македонски јазик да стои модерен македонски јазик во корист на бугарите, но не доби поддршка бидејќи 6 европратеници го блокираа. On behalf of the group, I would like to propose one oral amendment which concerns compromises 1 and 10, and it is simply to add the word modern at 4 places, modern, so that it would read modern Macedonian language and identity. Сепак, Галер најави дека овој амандман ќе биде предложен на пленарката, каде што конечно треба да биде усвоен извештајот. Мнозинството ги одби останатите бугарски амандмани, пошто бугарскиот европратеник Валчев најави дека како додаток на извештајот ќе предложи додавање на мислење на малцинството. На 4 јуни гласањето за извештајот беше одложено по барање на Вајц поради притисоците од бугарските европратеници кои не се согласуваа со тоа што во документот децидно се наведуваат македонскиот јазик и идентитет. Вајц призна дека бил сведок на интензивни политички дебати околу извештајот, но дека апсолутно стои за документот за кој во преговорите и компромисите, како што рече тогаш, биле вклучени сите пратенички групи во Европарламентот. Сега се чека и конечното гласање на пленарното заседание на Европскиот парламент за периодот од 7 до 10 јули во Страсбур. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Премиерот Мицкоски вели дека амандманите потврдиле дека проблемот на Бугарија не е во впишување на бугарите во уставот, туку јазикот и идентитетот. Опозицијската СДСМ пак ја повика власта да запре со водење на надворешната политика водена од дневно партиски калкулации. Ако ги слушате пораките од поедини политичари кои што доаѓаат од Брисел, дека никогаш идентитетот не бил предмет на договори и разговори, дека никогаш јазикот не бил предмет на договори и разговори, дека тој бил бетониран, запечатиран, затворена тема, видовме дека не е така. Но добро е тоа што ја поминавме оваа прва фаза на Комисијата за надворешна политика или позната како АФЕТ. Убедливо беше гласањето, 40 наспроти 19 и 10 беа воздржани. И во следниот период очекуваме да се најде на пленарна седница меѓу 7 и 11. Да, ќе има амандмани. И да, повторно можеби поедини групи во парламентот ќе поддржат некакви амандмани. Такви се процедури, не можете да им забраните. Таму има европратеници кои што доаѓаат. Но важно е дека вие сите видовте дека не е неколку стотини бугари во устав, дека подлабока е болката и дека е децениска, дека е вековна. Ние ќе се бориме, дали ќе успееме, не знам. Па СДСМ оценува дека денешното однесување на Европската народна партија ИПП, сестринската партија на ВМРО ДПМН, е директен историски дипломатски пораз за Христијан Мицкоски и за неговата партија.
Предлог амандманот за воведување на формулацијата модерен македонски јазик не само што доаѓа од редовите на ИПП, туку е поднесен токму од незиниот координатор Михаил Галер, член на германската ЦДУ, партија која ВМРО ДПМН со години ја нарекува свој стратешки, ја нарекува свој идеолошки партнер. Всушност се досега што слушавме од нив беше дека преку оваа партија можат да влијаат и дека се фалеа дека навистина имаат добри односи и дека може да имаат влијание. Фактички да објасним, овај амандман представува сериозен удар врз позициите на Република Северна Македонија. Во Хаг почна самитот на НАТО, а генералниот секретар Марк Руте го најави како историски. Македонската делегација предводи претседателката Гордана Силјановска-Давкова. Планот за зголемување на безбедносниот буџет на НАТО во фокусот на самитот во Хаг. Ниту една земја членка не може да го одбие планираното масовно зголемување на трошоците за одбрана, рече генсекот на Алијансата Марк Руте. На дводневниот самит во Хаг се очекува НАТО земјите да го одобрат планот според кој ќе мора да издвојат 5% од својот бруто домашен производ за вооружување до 2035-та. Руте вели дека неколку од земјите членки се обидуваат овие трошења да ги стигнат уште во 2029-та. Why is this important? Because we know that Russia is reconstituting itself at a pace, at a speed which is really staggering and frightening. And so we have to stand ready. If we don't, we cannot defend ourselves in 3 to 5 years from now. Today they know if they try anything, our reaction will be devastating. But we have to make sure that in 3 to 5 years they won't try. Украинскиот претседател Володимир Зеленски пристигна во Хаг. Руската инвазија на неговата држава е всушност и главната причина зошто НАТО алијансата сака да го зголеми трошењето пари за одбранбени системи. Зеленски предупредува, разузнавачките информации кои тој ги добива велат дека Путин се подготвува за напади врз цели на НАТО во Европа. We must stop Putin now and in Ukraine, but we have to understand that his objectives reach beyond Ukraine. European countries need to increase defense spending. We believe that 5% of GDP is the right level. A united Europe can create a defense capability that will destroy Russia's illusion that war with Europe could bring it anything. To kill that illusion faster, we must take away Russia's ability to continue this war against Ukraine with impunity. Европа ги зголемила парите за поддршка на Киев во војната со Украина. Претседателката на Европската комисија рече дека од јануари до сега Европа дала речиси идентично пари за Украина како лани цела година. За 5 години очекувањата се дека Европа ќе инвестира околу 800 милиарди евра во одбраната. How we invest is just as important as how much we invest. Russia's full-scale invasion of Ukraine has changed warfare. On the one hand, it has consumed more hardware than any other war. But on the other hand, battles have been won and lost because of software, jamming systems, and artificial intelligence. Во хокеј македонска делегација предводена од претседателката на државата Гордана Силјановска-Давкова. Освен претседателката, од Скопје отпатуваа и министрите за надворешни работи и за одбрана Тимчо Муцунски и Владо Мисајловски. Се уште се чека потврда од Софија дали Силјановска-Давкова во Хаг ќе се сретне со премиерот на Бугарија Росен Желјасков. Даниел Василев, Сител телевизија.